Генерално сега ви кажете, од анализава, што извлекуваме како еден заклучок. Значи, дирекцијата за ТИРС изготви една анализа на работењето, односно на генералните перформанси на компаниите активни во зоните, кој што се однесува на периодот 2010-2020 година. Значи, сметавме дека треба да направиме еден пресек на работењето, на ефектите за самите компании, меѓутоа и за граѓаните и за државата секако. Последна декада, она што можам да го заклучам од првичните бројки, секако ќе следат и други презентации и консултации со академската заедница и со деловната заедница, меѓутоа од овие бројки кои што денес ќе ги презентиравме, може да се заклучи дека и компаниите, меѓутоа и државата поминале добро. Компаниите, од она што го имаме како достапни податоци преку годишните сметки во Централниот регистар, например, просечно годишно во однос на приходите растат со 16%, што е доста висока стапка и апсолутно задоволително ниво. Видовме дека државата од своја страна генерира дел од уплатите, односно приходите во буџетот, кои што значително растат со значително побрза динамика во периодот од 2017 година нааму. Она што исто така многу важно, бидејќи го истакнавме како еден од приоритетите во работењето во овој мандат, тоа се платите за работниците. Гледаме дека растат во континуитет со тоа што динамиката е изразена, односно забрзана во последните неколку години. Она што е важно во контекст повторно на порастот на платите, тоа што продуктивноста на трудот, кој што е важен фактор за самите плати, во континуитет расте во изминатите 10 години со значителна стапка од 55%. Индикативно е тоа што во одреден временски период, значи во периодот 2010-2016 година, продуктивноста на трудот расте значително побрзо од платите. Овој тренд е променет во 2017 година, во 2017-2020 година, во тој период, платите растат значително побрзо од продуктивноста на трудот. Ниту едното, ниту другото не е основа за одржливост на економијата, на економските текови, така да наш приоритет во следниот период ќе биде да продолжиме да го поттикнуваме растот на продуктивноста, меѓутоа да видиме и заврзан раст на платите. Така да овие трендови треба во одреден временски период да се изедначат и така постигнуваме реално одржливост на растот на платите. Сето ова го правиме секако прво да направиме еден пресек, второ да поттикнеме дискусија, кажа, методологијата и бројките ќе ги презентираме и на академската заедница во наредните неколку недели. Планираме дискусии и презентации со деловната заедница, не само со странските инвеститори, со домашните компании. Целта ни е врз база на овие бројки да одиме во следен чекор, а тоа е да изготвиме целосно нова методологија на поттикнување на инвестициите во рамки на постојната законска регулатива. Дел од тоа веќе го најавивме, дел од тоа веќе го пилотираме со новите инвеститори, меѓутоа сметам дека можеме да одиме чекор понатаму да изготвиме методологија која што ќе биде јасна, прецизна и дефинирана за сите, значи и за домашните и за странските инвеститори, и доколку се покаже потреба, зборувам на среден рок, зборуваме за наредните 3 до 6 месеци, да се инициира дискусија зошто да не целосно се промени системот на поттикнување на инвестиции, врз база на искуствата кои што ги имаме, врз база на позитивните податоци кои што ги имаме во делот на странските инвестиции, моделот еднакво да го примениме кај домашните компании. Така што влегуваме во еден процес во кој што можеби ги дефинираме основите на еден нов развоен концепт за македонската економија. Како ќе се стимулира практично тоа зголемување на платите во компаниите? Тие се приватни компании кои што инвестираат овде и добиваат субвенција за отворено работно место. Да, меѓутоа податоците кои што ги презентиравме денеска покажува дека продуктивноста расте. Ви кажа, во одреден временски период до 2017 година продуктивноста расте многу побрзо него платите. Тоа значи дека имаме потенцијал значителен во кој што платите треба дополнително се коригират и да растат. Повторно кажувам, ќе остане наш приоритет и понатаму да ја поттикнуваме продуктивноста на трудот преку вложување во нови технологии. Она што постојано инсистираме дека сакаме да видиме инвеститори со повисока додадена вредност, тоа значи дека сакаме да видиме инвеститори кои што вложуваат во нови технологии. Бидејќи новите технологии го поттикнуваат растот на продуктивноста. Дополнително малку подинамично промовираме нова мерка која што постои во регулативата, меѓутоа многу малку е користена. Тоа е компаниите може да користат поддршка од државата до 50% за програмите за развој на вештини во самите компании. Повторно кажам, таа мерка во минатото многу малку е користена. Ние малку
динамично ја комуницираме за да компаниите станат свесни дека постои таа можност и дека државата стои во тој сегмент како поддршка во развој на вештините и дополнително поттикнување на продуктивноста. Меѓутоа, она што го кажав и на почетокот на мојот мандат, внимателно ќе го следиме во растот на плати. Нема да дозволам, ниту јас, ниту било кој во институциите, растот на продуктивноста и добивката и бенефитот од растот на продуктивноста да биде исклучиво на конто на компаниите. Тој бенефит мора да се подели еднакво со работниците. Дали зборите за промена методологија кај платите, односно кај генерално преговорите со компаниите, тоа значи дека и во самите договори ќе има нека нова основица на платата што минимално ќе може да ја поделат на преведените? Немаме нова основица на платата, значи она што е наш приоритет во сите разговори сега во моментот кој што ги имаме и со постојните инвеститори кои што прошируваат капацитети и со новите инвеститори кои што не се присутни во државата, ги гледаме структурите. И на вработените ги гледаме нивоата на платите кои што ги даваат. Нормално, не вадиме просек од највисоката и најниската, нас не интересира колку реално се даваат плати на луѓето кои што спаѓаат во категорија, да кажеме, на пониско платени работни места во самите компании. Например, ги гледаме групите на вработени кои што примаат до 2 просечни месечни плати. Мене навистина не ме интересира колку земаме на джерот во компанијата, кој што вообичаено и странец. Мене ме интересира колку земаат луѓето кои што навистина работите, навистина живеат од таа работа. Не се врзуваме со која е почетната плата. Мене ме интересира која е просечната плата, тоа е број 1, и број 2 како платата ќе се движи во наредните години. Што е многу важно. Дали платата ќе расте со стапка на инфлација, што не е доволна, или платата ќе расте со засилена динамика, што е нешто што можеме го поттикнеме дополнително. Реков, нема да даваме веќе грантови за работни места, само за отварање на работно место. Грантовите за работни места треба да се искористат за да се поттикне дополнително растот на платите. А има ли податок че колку пораснале платите на работниците, не на менаџерите? Она што го објавивме како податок денеска покажа дека во да кажеме во период, значи имаме стабилен раст на платите, секако тоа морам да го потенцирам, да бидеме фер. Во самите структура расте, бидејќи она што кажав, податоците ги гледаме од аспект на тоа, не го земеме просекот најниска па највисока па колку е, тука ако во групата на најниски има 100 луѓе, а во групата на највисоки е 1, правиме збир и го делиме со 101, а не со 2. Тоа значи дека реално гледаме каде тежи повеќе просечната плата. И ако гледаме дека има раст на просечната плата, тоа значи дека растот е најголем кај групата која што тежи најмногу, тоа се да кажеме пониско платените работни места. За минатата година извадивме податок дека 20-та во однос на 19-та година бруто платата е порасната за 5,5%. За годинава податоците сега го треба да заврши годинава да ги почекаме, меѓутоа верувам дека годинава прв пат, 2021, просечната плата во зоните ќе биде повисока од просечната плата во националната економија. Може само да Повелете. на криза, значи со оглед на тоа што октомври беше земен како параметар, како месец каде што имаше најмала продажба на автомобили, а ние сме генерално добавувачи на тие компании, освен што имаше дека се следи со тојата да и таму и тука, дали нешто се презема во однос на тој бидејќи во Европа конкретно се случи затварање на некои погони, односно Различни се искуствата, комуницираме редовно со компаниите од автомобилската индустрија, бидејќи да, тие представуваат значаен дел од економијата во зоните. Кај дел од нив постојат последици од затварањето на големите, од производствените погони на големите производители, меѓутоа кај дел од нив не. Она што можам да го кажам е дека ќе следиме, да кажеме, економијата во зоните редовно на месечно ниво. Например, периодот јануари-октомври 2021 година во однос на извозот е за 8,5% повисок во однос на истиот период во 2019 година, кој што беше највисок до сега. Тоа значи дека работите се движат во позитивна насока. Меѓутоа, секако и на оние кои што се во потешкоти сакаме да им помогнеме. До сега преземавме, да кажеме, 2 чекори, односно 2 мерки. Хронолошки ќе одам наназад, значи владата пред 2 дена, ако не се лажам, на седница усвои измени во царинскиот тарифник кој што овозможи преференцијални царини за увоз на одредени репроматеријали за компаниите во зоните, фактички ги задначи царинските стапки со оние кои што се применливо на ниво на Европската унија, значи тоа е мерка за поддршка, да кажеме, која што значи за овие компании. И второ, со неколку од компаниите разговаравме повторно по задолжение од страна на владата
и овозможивме дополнителен временски период, 12 месеци, за постигнување на одредени договорени таргети. Посебно во делот на работните места. Например, ако одредена компанија има обврска да постигне одреден број на работни места заклучно со крајот на 2021 година, заради застојот или последиците, да кажеме, од оваа глобална криза, дозволено е дополнителен временски период, кој што во ниту еден случај не е подолго од 12 месеци, тие цели да се постигне. При тоа потсетувам дека тие компании не користеле државна помош за тоа што треба да го исполнат, така што само е пролонгиран рокот за исполнување на одредени договорни обврски. Тие кај што имаат последици е регистрирано намалување на бројот на вработени или не? Не. Значи бројот на вработени можам да кажеме доста стабилен и во 2021 година, така што на крајот на годината дури очекуваме некој минимално зголемување во однос на 2020. Така да се движиме на ниво 14.000 плюс минус, нели, зависно од сезонски варијации, меѓутоа бројот на вработени е доста стабилен. Има ли сума која што не смеа да даваат, од таа сума да не смеа да даваат плата странските инвеститори? Законски е минималната плата веќе регулирана во државата, меѓутоа од она што го имаме како увид, да кажем, во платите, мислам дека во најголем дел, да не кажем во скоро сите компании сме доста над, да кажеме, тој износ. Меѓутоа законски е регулиран, така што Кога преговараат опција има и зборувам за постојните со оние новите со кои што преговараме, секако кажа акцентот е ставен покрај неколку параметри и на секако на платите. Така што она што можам да ви го кажеме од оние договори кои што ги заклучивме годинава или кои што се веќе во фаза на одобрување во владата, значи не тоа што е во преговори, а не се малку, станува збор за некаде нови околу 3.500-4.000 работни места, инвестиции некаде на 200 милиони евра, значи платите никаде не се по 20-21.000 денара, зборам почетна плата. Почетна плата за неквалификуван работник во нето износ. Може сега едно... Така да далеку сме од законскиот минимум.